Добар ден, драги ученици! Добар дојдовте во Училница. Предметот за кој што ќе зборуваме денес е физика за 9-то одделение. Нашата наставна содржина е гласност или јачина и амплитуда. Јас сум наставник Невенка Јовановски во Основно училиште ОУ Борис Трајковски во Моноспитов. Што се звучни бранови? Механичките осцилирања што се шират во некоја еластична средина, која што може да биде тврда, течна или гасовита, и оваа средина се восприема со органите за слух или други апарати, се нарекуваат звучни бранови. Телото што произведува звук е извор на звук. Кои се извори на звуци? Например, шепотењето, пљушкањето, испуштањето звуци со некој инструмент и друго. Извор на звук исто така може да биде секое тело што осцилира или испушта звуци. Звукот од човечкото грло се создава при осцилирање на гласните жици. Например, звукот од жичаните инструменти настанува со осцилирањето на нивните жици. Пример, доколку свирите гитара, вибрациите на жицата ќе предизвикуваат распространување на воздушните молекули. Јачината на звукот ќе зависи од тоа колку силно или нежно ја допираме жицата на гитарата. Доколку ја допираме нежно, звукот ќе биде помек, бидејќи ќе испраќа помало количество на енергија. Но доколку посилно удираме по жицата на гитарата, тие ќе ослободат поголемо количество на енергија и нотите ќе бидат погласни. И во овој случај, исто така, жиците подолго и посилно ќе вибрираат и ќе предизвикуваат поголемо разближување на воздушните молекули. Тапанот ни произведува звук со вибрирање на затегната мембрана. Во ритмот на осцилирање на изворите на звук, осцилираат и честичките на воздухот околу нив, така што во просторот наоколу се шират наизменични згуснувања и разрачувања на воздухот. За да се слушне звукот од некој извор, потребна е материјална средина низ која осцилациите ќе се пренесуваат во вид на звучни бранови и исправно сетило за слух. Механичките осцилирања што се шираат во еластична средина, која што може да биде тврда, течна или гасовита, рековме дека се нарекуваат звучни бранови. И науката што ги изучува звучните бранови се нарекува акустика. Звуците исто така се делат на тонови и шумови. Тонот настанува со правилно осцилирање на некое тело. Што се случува кога ќе зголемиме јачината на звукот на нашиот музички систем, компјутер или пак на телевизор? Како што претходно го кажавме примерот со гитарата. Значи, ние не ја зголемуваме само јачината на звукот, туку и неговата расширеност и распространетост. Волумен, капацитет или пак јачина е интензитетот на звучниот бран. Волуменот е директно поврзан со амплитудата, што ја претставува висината на звучниот бран. Например, замислете си дека цртате океански бранови. Гладнотините меѓу брановите можеме да ги наречеме корита, но растојанието меѓу врвот и бранот и најдолниот дел на коритото се нарекува амплитуда. Јачината на тонот ни зависи од големината на амплитудата со која осцилира звучниот извор. Доколку амплитудата на звучниот извор е поголема и јачината на звукот ќе биде поголема. Единица за мерење на јачината на звукот е децибел. Максималниот интензитет на звукот што човек може да го слуша без оштетување на ухото е 130 децибели, што претставува горна граница на
слушањето. Брзината на прострежање на звукот е еднаква на производот од фреквенцијата или тонот и брановата должина ланда за одредена средина, која што е дадена во следната формула. V е еднакво на F по ланда, каде што V е брзина, F фреквенција и ланда символ. Ако се знае брзината на звучните бранови и фреквенцијата на звучниот извор, тогаш може да се одреди и брановата должина. Ланда е еднакво на V врз F. Од овде можеме да заклучиме дека гласните звуци, гласната музика може да предизвика оштетување и губење на слухот. Гласноста се одредува од амплитудата на осцилациите. Звуците со висока амплитуда се погласни, но оние со ниска амплитуда се потивки. Затоа може да пресметите колку ќе изнесува прагот на чувство, а колку прагот на болка. Кога за прв пат е измерена брзината на звукот низ вода и колку таа изнесува. И колку изнесува брзината на звукот низ вода на 20 степени Целзиусови. Ви благодарам на вашето внимание.